вечер, Атанаси. Слушилај се на мајка му, иначе денеска се фатени на дело. Добре дојдовте, мој драг гостин во мојата емисија со Лесно Буревесник на М телевизија. Ви го представувам денес Зоран Илиев Роџер, скопска урбана легенда. Не можев да го најдам, да го стигнам минатата година. Имаше прекрасно гостување кај колегата Лазаров во подкаст септември 24 година. Трае долго, една цела ноќ. Го гледав за да впијам од знаењата што ги искажавте таму. И чекав, овие денови дознав и ве ловев да ми бидете гостин, затоа што ме интересира вашата работа, вашето заминување, скоро под морање или скоро под присила за Австралија со комплетното ваше многучлено семејство. И затоа што сакав да дознам, во еден дел на емисијата ќе го расправиме и тоа, ако можете да ми објасните дел од вашите проблеми со правниот систем во нашата земја, во нашата татковина Република Македонија. Добре ми дојдовте. Добро ве најдов. Фала за прекрасната најава. Кажавте дека со Лазаров имавме добра емисија. Тоа е точно. Има и додатна емисија каде што ја се објаснам ова куќа. Па секој што ќе сака да гледа тој подкаст може да види приказката за ова куќа, што е она за што ја фактички се борам. Каде се наоѓаме ние во моментов? Ние во моментот се наоѓаме на едно интересно стратешко место во центарот на Скопје, значи позади собрание, лево од нас е Константин Јелена, црквата, до црквата е Мајка Тереза, куќата на Мајка Тереза, десно е Министерството, мислам дека е за транспорт и врски, мислам ако не го смениле, а пред нас е значи владата на Република Македонија. Значи изузетно стратешко место кое што не е избрано од мене, него тоа сега го објаснувам во другиот подкаст зошто тука. И ево, све се случило. Така, значи тој што сака да дознае малку повеќе, Да. треба да гледа вашата презентација на оваа куќа. Така. И треба да го гледа подкастот на Лазаров од септември 2024 година. Така. Топло го препорачувам, затоа што мене ме остави и без сон, она што го слушав и што го гледав, и ме остави без мојата омилена НБА кошарка, која гледам по полноќ. Си реков, ова чудо ли постои во Скопје? Значи, јас сум во Скопје присутен од 1972 година како гостин, кумановец сум. Ја не знаев дека ова нешто постои. Па тоа е благодарение на тоа што за жал во едни вакви услови во кои што живееме, во еднаква атмосфера, нема интерес за тоа. Иначе, еве сега да ви кажам, прошлиот пат ми се најави од Германија гости, слушнаа дека ќе дојдам тука и дојдов специјално од Германија со голема молба да им објаснам што е ова. Така дека им објаснив, добро рекоа, знае ли ова држава ова дека постои дека? Викам, ниту знаат, ниту ги интересира, немаме ние таква клима. Ние ќе пишеме нота до владата, пишете, викам. Значи, ако ја не знам, не знае ни владата. Да. Веруете. А, добре, ете, тоа е тоа. Некоја бивша влада знаела, Да. тоа е кога сте имале контакти со таа влада, али оваа влада не знае. Не знаат и секако и оваа приказка продолжува во ресторантот објект што го направив, тоа е приказка што се наставува. За жал, таму е све блокирано, не функционира. И Тоа е пијано на влез на Скопје, населба маđари. Населба Илинден, да. Илинден маđари. Рожер пијано. Да, да. Ексклузивен ресторан кој што е блокиран и понатака ќе разговараме проценат како гаража. Сега вака. Ќе збориме понатака. Ме изненади една друга работа.
Јас ве знам многу одамна индиректно и преку луѓе и како собственик на еден необичен бутик во градски трговски центар. Во излогот внесовте Oldsmobile или стара кола. Ја не се разбирам, немам ни возачка дозвола, не можам да го изговорам типот на колата. Значи, бевте урбана легенда, бевте човек што носеше висока мода во Скопје, што ја донесе Европа овде пред да настане Европската Унија, нели беше Европска економска заедница. И ме фасцинира тоа што одеднаш исчезнавте, а посебно ме импресионира што сте татко на 4 деца, домаќин човек сте, никогаш не сте ги оставиле на цедило, не сте ги оставиле без храна, не сте ги оставиле судбината си поигра со нив, туку секогаш сте биле тука до нив или со нив или за нив. Сега, тоа е, мислам, Каде е коренот на тоа? Дали во вашето растење, во вашето семејство, во вашето воспитување или сте сосема свој човек, сам се создававте? Па најверојатно и двете, да кажам, али секако јас потекнав од една патриархална фамилија. Значи мајка ми е домаќинка, татко ми е исто домаќин човек, сирак човек, без мајка и без татко, дојде во Скопје на 13 години. И домаќин човек кој што едноставно не научи да живееме во една фамилија, во една заедница. И нормално јас го продолжив тоа. За мене е фамилијата пред се, па после сум јас. Затоа и сега сум многу безгришен, бидејќи мојата фамилија е многу безбедна, а ја можам сега све да кажам, што треба и како треба. Така. Значи, уште нешто за вашата фамилија сакам да прашам. Има една интересна ситуација за вашата ќерка. Имате 3 сина и една ќерка. Вашата ќерка има аутизам? Да, има мал спектар на аутизам. Да. Објаснете им на нашите гледачи како се грижи државата Австралија за вашата ќерка покрај вас и нејзината мајка, вашата сопруга. Видете, јас кој ќе ви го кажам тоа, мислам, тоа е многу луѓе што го слушаат, вика тоа како да кажеш некоја приказка. Тоа е, мислам, нешто стварно, кога веќе насуваме таа тема. Значи, ние откако дојдовме дента, не знаеме кој е тој проблем, не можеме овде во тоа време, покушавме да тој проблем да го пронајдеме, но овдека немавме, да кажеме, такви стручни доктори кои што можеше тоа да го најдат, да го пронајдат. Понатака сега овде веќе се разви таа медицина, го разбираат тој проблем, за да го евентуално да го пронајдат тој проблем. Но таму како се грижа за мојата ќерка ќе ви кажам. Таму значи секое дете со такви специјални потреби, значи државата има специјален фонд, тоа е NDIS фонд кој што овозможува средства, кои што средства не се финансиски готовина, него се на писмо. Чек, со кој што чек ви располагате за се што треба за тоа дете да се тој проблем надмине. Значи тој проблем е многу интересен, јас многу знам за тоа треба друга емисија, покрај незе, многу сум дознал нормално. Така да веднаш го уште во самото школо значи одма го безицира, тоа река подхитно ќе одите на педијатар, не пушти, а педијатрот веднаш го установи проблемот и веднаш почнавме со тоа писмо кој што ни го дадоа, со кое што ние почнавме да работиме на незе. На незе после незе работи цел тим. Сега например она иде од веќе почиња средна школа, за да се премести од основна школа во средна школа. Значи прво беше во специјална школа, од специјална школа со специјални професори, значи во една просторија за деца со аутизам има 3 професора со 4-5 деца. Тоа има значи многу голем број на такви школи, бидејќи тој проблем многу чест. Кога тие значи ќе устанува тоа, идете во специјална комисија која што кажува во која школа и во каква училница ќе биде детето со таков проблем, пошто секој дете со аутизам е индивидуално, не се исти. Така да обично има професори кои што значи работат 3 професора со 4-5 деца и ги подигаат на едно ниво да после, да кажем, еден период, мојата ќерка после 3 години веќе и рекоа не е овде местото, веќе може да иде во мејнстрим скул, значи во основно нормална школа. Так. Таму од овдека го пренесува знањето до каде е стигната, продолжуваат специјални луѓе повторно во класот за сите
од деца кои што Значи немаат ги аутизам. вклопуваат во мејнстрим во училиште. мејнстрим, потоа одат понатака и на крај, значи доаѓа до човек еден на еден, и тој се ка one on one човек што специјално го плаќа државата да работи со нези полека да подигне. Ментор. Да, ментор, значи да дојде до такво ниво. Во меѓувреме, значи има многу големи олеснителни работи за незе, има значи прво почна спич терапија, тоа се вика, значи некој да учи да збори, occupational therapy, моториката да се развие. Не можете да познаете денеска дека тај има аутизам, нема шанси никој. Али тоа е еден голем пат, голем процес, каде што државата значи максимално се грижи до максимум. Да ви кажам, 2-3 пати со жена ми се имаме расплакано. Викам, што направивме ние да овие луѓе го прават ова за нас? Така. Што е ова? Викам, не сме ни председатели, ни кралеви, до ваква нега. И во една ситуација ќе ви кажам, многу пати жена, леле, кај ова, немој од тука да преместиме, види овие луѓе како се грижат за незе. После, леле, па види овие, види како се, па, викам, Ане, овдека се сите такви. Системот ги научил да бидат Значи си има систем кој Системот не им дозволува. Така. Ова ја ми кажа, ќе ви кажам вас, значи, одите на доктор или викате доктор дома кај вас. Каде е проблемот? Докторот ќе ве угости, ќе ве прегледа, ќе ви се сикате, мајката, што е ова проблемот? За пола минута ви стига порака. Ве молиме од 1 до 10 прашања да одговорите. Како се понашаше докторот? Дали беше љубезен? Како ви се обрати? Так. Ти даваш оценки. И не да може да има една деветка, до тука ќе му биде. Тоа е систем кој што функционира безпрекорно. Дури како у научна фантастика. Имате уште 3 сина. Така да. Дали ги имаат наследено дел или поголем дел од вашите таленти? Виде дека кажам вака, сите се те талентирани, за жал, и затоа сум среќен што на некој начин им овозможив да бидат таму, бидејќи тие се најдни деца уметници, тешки уметници. Уметник човек во еден ваков систем, да кажеме, како овдека, многу е тешко да се снајде. Овдека треба да биде виртуоз. Јас имам некои такви особини, па за жал, гледате до кај стигнат. Така. А тие ги немаат тие баш особини, повеќе се на мајке. Многу се добри, многу се честни, многу се и така. Малиот е многу талентиран, напише 28 песни, го барува Америка да оди. Беше таму на едно шоу каде што јако здрма со Рита Ора беше значи, у шоуто и така натака. Меѓутоа не отиде во моментот, али чекаме момент кога ќе отиде таму да кажеме да представи таа неговиот тој талент. Големиот беше мистер на Македонија, иначе тој пишува музика исто, пишува песни и ќе ви кажам една песна од овдека му дадоа му дадоа од овдека една негова учителка, те молам имаме некој такмиче, напише една песна. Веруј ми, ја напиша песмата можеби за саат време, освои прва награда овде. И таму Ја има у себе. Викам, што не пишува песни и така натака, така да го слободно мене, време тој пишува песни. Пишува песни, а да кажеме, талентот му е тој, а средниот син е тој е еден голем уметник, прав уметник, перфекциониста, кој што, да кажеме, заврши, значи, академија, за жал, само 2 години. Бидејќи моравме да се иселиме, иначе беше со 10-ки, се не можев, немав услови да го школувам, али е уметник во душа, така да се уметници, сите да ви кажам. Тоа е. Меѓутоа, тој систем многу исто, таму има, значи, ви дава можност да се пронајдете кај припаѓате, меѓу другото морате нормално и за екзистенција да мислите. Компетитивен систем кој те поставува на место и те турка напред ако имате талент. Не, секој си го наоѓа местото, системот е така направен, значи прво ќе ви даде како невработен, после тоа ќе ве силува да работите, па после тоа ќе ви рече што сакате ако не знаете кај сте, па ќе ве усмери, па ќе ви даде бесплатни курсеви, ќе си го најдете местото системот и ќе работите. Во тој систем сите работат, нема некој што не работи, што не приходува. Нема да се навредите ако ве наречам несречник во избирање деловни партнери. Секако, од секој пат. Значи, како несречник што постојано во вашата уметничка и градителска, вие сте градител, вие не сте архитект. Ова е градено, не е цртано па... Јас сум на некој начин 3 во едно да ви кажам. Значи, несречник сте у избирање на партнери. Так. Колку партнери во животот ве измамиле?
Рамковно. Нека му е лесна земја. Рамковно. Сега ќе ви кажам, првиот нека му е лесна земја, значи беше многу одамно уште кога се вратив од Австралија. Тоа е еден. Нека му е лесна земја, не знам дали. Му простивте ли? Му простив, да. Се на сите сме простили. Тој ми измаме. А вториот, да кажеме, како партнер, иначе вака да ви кажам какви измами све, кои луѓе кои што се сега јаки луѓе, што ми направиле одека, мислам тоа тема е нешто друго, али како партнер е мој, значи тој ми измами оно што беше со мене во бутикот, првиот партнер кој што, да кажеме, финансиски ме поддржа, јас бев исто 50%, тој 50%. Тука бев втор пат, да кажем, измамен. А третиот пат имав еден партнер кој што не е едноставно партнер кој што можеме да се разбереме, бидејќи различити ни се сферите во размислувањето и во едноставно идеите. Немаме заеднички додирни точки. Така да не би рекол поише дека ми измами отколку нешто друго. А во овој случај сега, зашто сум овде и зашто ми избрка државата, кога се веќе се работи за еден сериозно организиран криминал, кој што Ќе го разговараме тоа. само друго. Дали им простивте на покојни Амди Бајрам и на Аго Абазовски за проблемите што ви ги создадоа кога беа неслужбени, неофицијални собственици на ГТЦ? Вие имавте таму прекрасен деловен простор, во него беше вашиот бутик. Да. И решија во еден момент, иако е ваш, да ве спречат и да влезете и да го продадете. Така да. Значи, Дали им простивте? Па им простив, да. Им простив, меѓутоа штетата што ми направија, ајде да ви кажам вака, 475.000 евра имав договор за 5 години со нови кираџи кои што не ги пуштија да влезат. Што е најтрагично, морав и на агенцијата да ја платам 9.000 евра штета, Така? бидејќи тие согласно закон ми направија нотарски договор, направија договор све, но нив не ги пуштија да влезат. Така да, бидејќи не ги пуштија да влезат, тие се откажани, го растурија договорот, така да бев приморан да го продам, че немаше зашто да го продам доаѓа. Но кога сакав да го продам, не ми дозволени да го продам. Го кажав тоа еднаш да. Во објектот или местноста, или како да го наречам, локалитетот Пијано, Така да. на влез во Скопје, Така. имате партнер. Така да. Може ли со име и со презиме да го кажете? Нема проблем, да. Партнерот ми е таму 40%, значи во собственост најдовски Името и презиме. Најдовски злате, да. Значи, каков однос имате со него денес? Денес ќе имаме Бидејќи тој е заклучен, Да, заклучно имаме многу добар однос. таму не работи. Сакаме да го решиме проблемот, сакаме да се заврши таа приказка. Меѓутоа другава страна која го има блокирано не сака да го реши проблемот. Која е другата страна што го блокира? Другата страна се во моментот, значи двајца луѓе во прашање, најверојатно и трет човек, тоа се извршител, стечајен управник и еден човек кој што фактички ги најмил за сето тоа да биде така направено како што не, како што е направено. Името на изнајмувачот, ја мислам и најголем виновник, позади се што стои кој што не сака да го реши проблемот, секој пат не сакал да го реши проблемот, имајќи задни намери, е Миле Јовановски. Јовановски Миле. Многу Фирмата се вика? Се вика Мега Зам Инженеринг. Тоа има и повеќе фирми, има многу кривични пријави, има ова го има направено сличното на многу пати. Тврдам, позади тоа знам. Стечено правење Драган Момировски, кој што е исто негова десна рака, со чија помош сите тие работи ги постигнува. Значи, кој што исто има јака поддршка од каде, како и зашто. Така да. Извршител, нормално, Христо Јованов, значи тој е еден сериозен тим, уште кој ќе ги спомнеш, сите вика ле. Како во Бермудски троаголник да сте упаднали? Ле. Значи, кај си упаднал. Стои позади нив адвокатска канцеларија Китановски. Сите си имаат сериозни контакти во сите надлежни институции, преку кои што сето тоа успева да го направат, бидејќи се е согласно спротивно од закон, а сепак законски направено. И тоа ќе го објасниме како. Така да тоа е тој тим кој што моментално работи, ме исели од државата, не сака да го реши проблемот и понатака штетата не знам како може да ми ја платат и дали може да ми ја платат. Значи не може да се плати штетата. Каква е улогата на вашиот адвокат во овој
во ова замешателство? Првиот адвокат беше фактички, јас долго време верував во него, тој ми е братучет, неговото име е Никоди Јакуловски. Јас имам големо поверење во него, му го дадов поверењето, за да на крај сватам дека тој против мене, а и претходно ми кажува, многу ја не верував. Абе, вака и вака вика кажува за тебе некој работ, ја слушам, мој пријател, нотар во Австралија, Бојан беше тука на гости, вака и вака докаде тој вика збори против тебе. Не бе, викам, Бојан, грешка си. И кажу на жена, вика, не бе, вика, немогуче тоа да го збори. За да на крај, мислам, во сите институции, као да кажу некои приказки, син ми со мод, исто кумови кај што сме, значи, кој што одеше да ги земе документите од него, Шта, шта, Зоран Роџер, ја го вадев од затвор, лежеше за дрога. Нити сум бил у затвор, нити казна сум платил. Имам некој у мене, може и не е добро, не сакам да видам како изгледа дрога. Не сакам да ја видам, ни пушам, ни пијам. Нити сум се дрогирал, нити сум бил у затвор, нити сум имал казна. Луѓе кои прашував по Скопје кога доаѓа Роџер, каде е Роџер, пошто така ве знаат сите, на споменување на тоа име ми викаат, тој ради коцкарски долгови замина од Македонија, избега од Македонија. Да, дојде Forbes, ке ви кажам, Forbes, најголемата критична куќа во свет и ја видела куќата без приказката. Коцкаш ли? Нема шанси, не коцкам, не знам да коцкам. У топ 50 во светот ја стаи дестинација. Топ 50 in the world, Forbes, ја става куќа. Може да мислите сега. И тие не знаат што е ова. И во нивното интервју, во интервјуто на еден американец новинар кој што доаѓа тука заинтересиран да го види ова, вика овој човек покажува тоа слика, искоцкал све, вика, се занимавал со нечесни работи, искоцкал све и така и тоа во новини го пише благодарение на мојот адвокат, кој што до сега никој такво нешто за мене не спомнал, ниту изјавил. А тој го кажал сегде, посебно ме кажал банка која таму ги ширал тие работи, а јас сум број еден во Стопанска банка. На жал тоа секој пат го кажувам, но тоа е моето лице. Јас сакам да бидам број еден. 30 години мојата фирма. Во која смисла? Стопанска банка. Никој пат ништо не сум закаснел. Нити струја, нити пензионо, нити социјално, нити плата, нити никаква. Добар клиент. Значи најдобар дојде од Атина. Значи преку Скордес, директорот од Стопанска, дојде од Атина да ме упознае директор кој е тој човек, да го видам, ништо не закасне, тоа беше моето лице. Така. И onda ми каже директорот, вика, по цел град збори за тебе, дека си коцкар вамо тамо и така натака. Во случај да сакаш да бидеш на некој начин да се извадиш било како да ти биде све блокирано, и тој глас многу добро се слуша. Слушнате гласови до обвинители на крај во една дискусија. Па што тој го браните, тој на моите други адвокати, значи викаат вакво нешто не сме виделе, ваков напад. Викаат секој да биде, што го браниш тој коцкар, тој криминалец и така. Сега ќе ви откријам една работа која не сакав претходно, овие 2-3 дена, два пати седнавме, разговаравме. Ќе ви откријам на вас и на моите гледачи, некои се и читатели, повеќето, една ситуација. Значи јас кога слушнав дека сте на суд на тој датум во тој предмет кај судиката Моника Бахчовановска и втора судика Билјана Коцевска, јас дојдов таму за да ве сретнам, пошто дознав дека сте сведок. Не знам дали сте сведок оштетен, до таму немам влезено во тој предмет. Дојдов да ја видам како ќе се однесува судиката Билјана Коцевска. Затоа што бев кај неја во судница во еден многу комплициран и многу интересен предмет, кој се одложи. Настана голема паника поради моето присуство. Јас како јавност со лична карта можам да влегувам да бидам присутен на судења. Ова граѓаните треба да го знаат, затоа што во име на граѓаните суди тој суд. Значи, дојдов да се соочам со Билјана Коцевска, да ве најдам вас, за да ве молам да дојдете да бидете мој гостин во емисија. И се случи една многу чудна ситуација. Очекував дека таму ќе го видам на обвинителна клупа, бидејќи предметот е кривичен
во кривичен суд обвинителството го застапува предметите за обвинението е затајување на данок, меѓутоа видов архитекти, стари луѓе, а не го видов главниот Миле Јовановски. Значи како се води предмет за даночно затајување, дури Зоран Мирковиќ, мислам дека е прво обвинет и неговата сопруга, стана во еден момент, протестираше кај судиката и вика, па зошто мене, а каде се другите сособственици, пошто и јас сум измамен и мене ме донесе до просечки штаб. Значи, се извинувам. Значи, Миле Јовановски го има доведено и својот партнер во мега зам инженеринг, Зоран Мирковиќ, неговата сопруга, тие викат, ние цртаме, ние сме архитекти, ние не се занимаваме со книговодство, не сме економисти, така кажа обвинетиот. И потоа го седна, толку можел да збори. Значи се изненадив, Миле Јовановски, главниот, значи режисерот, сценаристот и изведувачот на целата измама и затајувачот на данок и неплатен ДДВ во износ од 25.000 евра, го немаше на обвинителна клупа, а многу ми беше чудно однесувањето на судиката Билјана Коцевска, која рече следно: се извинувам, сведок е Зоран Илиев, тој на мене ми е братучет и ја морам да се иземам. И го прекинаа судењето, а вие сте дојдени од Австралија да сведочите и се одложи по тој основ заради само изземањето на Билјана Коцевска, судиката, си собра тетратките, си замена и ве одложија да се појавите на 30 април. Може ли малку околу оваа ситуација да кажете? Па, ќе ви кажам, па видите, прво, стварно доаѓа многу оддалеку, не може да сватат колкава е штетата која што се прави врз, знаете, како да ви кажам, секој пат штетата кога се прави, нарочитево да кажам дел од Австралија. Коцевска рече дека ви е братучетка и заради тоа си замину. Сте биле во сродство. Да, секако, тоа е тачно. Мене ми е жал што се појави она и ми е жал што откажа, бидејќи таму во законот стои дека само како сведок прва линија може да отсаствува. Така. Значи брат, сестра, прва братушка, она ми е втора, воопшто не е проблем. Меѓутоа, најверојатно, бидејќи она е исто во близина свој братучен кој што мене ми изигра, кој што сега кажал дека сум коцкар. Со Никодие. Може би затоа и беше и незгодно, меѓутоа штетата моја е многу голема. Јас едно идење и враќање таму веќе ми е трет пат како се одлага, не е баш едноставно. Некои луѓе не ги разбират како штетата овде што е настаната. Јас многу чисто пат им го кажав на моите работници. Луѓе, гледате вие, ние сме 100 луѓе градиме, правиме еден, викам ќе дојде тука седно шкорче ќе запали. Колкава е неговата сила, викам на штетата, за разлика од ние се што ќе правиме и ќе ствараме тука. И тоа е огромна штета што се прави. Ја не може да објаснам, треба емисија за тоа да знаат колкава штета се прави врз мене, што мене ми викат ќе дојдеш. Значи, сепак е тоа пропуст на системот кој што како ги дозволил сите работи до сега, што јас ќе ги кажам, така и ова е еден пропуст кој што мора да има некој начин како да се надмине, а не секој пат да се одлага, бидејќи тоа така може бесконечно добро. И сега сте доведени во состојба да сте противставена страна со Зоран Мирковиќ и неговата сопруга, а немате конфликт во минатото. Никаков конфликт. Зоран Мирковиќ е прекрасен човек. Јас сум сигурен дека е наместен и тој знае дека е наместен од неговиот партнер и неговата сопруга 100% нема ништо со тоа што е обвината, таа е наместена. Жената едва се движеше. Да, жената е наместена, и одговорноста е секако нејзина, како и јас што сум наместен, имам јама одговорност. Ама тие имаат и како голема одговорност за сето тоа што го направиле. Просто докази има и против нив. Не само против мене и против мене, под присила ме принуделе. Јас сум потпишал нешто што не треба. Што потпишавте? Па ја потпишав еден харп фактури на маса, кој што фактички нити сум ја примил робата, нити постои таа роба кај нив у фирма, нити постои робата кај мене на објект. Зашто имам сериозни докази, графолошко вештачење на некои потписи од испратници кои што не сум примил роба,
Градожно вештачење каде што робата е донесена после употреба на објект, значи употребна дозвола сум добил на објектот кој што е по мене и по некои сериозни анализи најексклузивен објект, до Чачкалица некој истурал бетон. Значи датата после месец дена не може да истура никој бетон, таа се илузии. И на крај има и економска вештачење што во фирмата нема фактури, нема ништо. Ни тамо, значи нема. Значи имаме градежни, графолошки акон кои што за жал никој никаде не ги прифаќа. Ама ги прифати еден обвинител во минатото и со два пати нив. го смени обвинителот, го унапредија, го тргна од предметот, ставија нов обвинител кој што го отфрли предметот. Значи имаше налог од висше обвинителство да се работи според докази. Ништо повеќе. Еве ги доказите да се работи според докази. Се смени обвинителот и го отфрлија предметот два пати. На крај ми рекоа, слушај, зашто не си го стел ти одека основа да се гледа дека ти измами пред училот? Не ги дал твоите докази своевремено кога требало да ги даде во суд. Зошто не ги дал? Затоа што за како ќе добијат тие пресуда, те немаше никако да добијат пресуда. Таа го вика сите, како може ово да ти го направи, че? Кај ќе му оди душата? Зашто ти го направило ово? Си имало начин комплетно. Знаете дека ви кажам до кај иде парадоксот. Значи он не ги дал доказите, врз база на тоа што не ги добиле пресуда. Под кои околности тој не ги дава? Што прави? Што прави? Па најверојатно ќе ви кажам, бидејќи стечајниот го носи на дел на подпишување на договорот со мојата кафана каде што имаме кираџија, за да влеземе во облигации кои што сакаш да ми плати од напред пари, значи за да можам да екзистирам, тој го носи стечајниот и го блокира објектот. Адвокатот ме го носи стечајниот и го блокира објектот. И јас тогаш дознав дека фактички ова не е, овој човек е стварно против мене, али имав и претходни информации како работи против мене. И како ве оштетува? Со кое правно, кој чин го превзема за да ви наштети адвокатот? Не знам ќе ви кажам, јас бев и кај јавниот обвинител Љубер Јовевски, ма кажам, слушајте да ви кажам. Вика, тебе очигледно те измамил адвокатот, што да ти правиме? Како што да ме правите? Како те Тој го измамил? измамил, има закон за злоупотреба на денос. А не го гонат? Ако не, дај кривична. Нема проблем. Еве ви кривична проблем, ја отфрлија. Значи, очигледно се гледа. Организиран криминал. Не ги дава доказите, за да не можам да се бранам и ја добиват правосудната пресуда, тоа све временски направено, да немам право на жалба. Тоа се направено како што, значи да изменат роковите, тогаш да се случи, да не може никако да мрне. Значи го губите рокот, а вие не можете да стигнете од Австралија за да ги дадете лично. Така е, човек од овдека, значи сериозен, сака да ми помогне, го гледа предметот, вика, дечко, вика, против тебе се работи многу сериозен, вика, организиран криминал, како знаеш да ги донесеш, вика, документите? Викам, не можам да стигнам, како да стигнам? Немаше карта авионска. Не можам да стигнам, не можам да успеам да. И на база на тоа што не сум тука, ја злоупотребувам мојата отсутност, не ги дава доказите, тие добиваат правосилна пресуда. Дури во еден разговор јас му кажам сечено, добро викам, ти знаеш дека немам долг. Знаеш дека немам долг, викам. Знаеш дека се ова е превара. Како викам можеш да ми одземаш имот и да ми извршуваш врз база, да не, ќе ги кажем и другите работи. Вика, ја имам правосилна пресуда. Колку е долгот за тие фалсификатни фактури? Значи, долгот е реалниот долг, кој што е намерно остен во фирмата и така стои по завршна пресметка, нели, по картици, по све оригинали, направено вид од финансова полиција, е 102.000 денара. Од 102.000 денара на денот на курсот, ако помножите 102.000 денара, пута денот на курсот, се добива, денот на курсот на еврото се добиват 102.000 евра. И на тој износ се направени тие фактури. Чека, кога било 1 евро 1 денар? Не. Значи 102.000 денара. Помножете ги по 61.5, ќе добиете точно сумата на фактурите со кои што се доставени Све тоа е многу случајно, нели? Да. Све тоа е, значи. Колку фалсификат подписи има ваши на тие фактури? На фактурите нема има на спратниците. Значи робата не сум напримил. Така и ми рекоа, вика, не се секирај, она, вика, книговодствена, нема ништо да ти биде, она. Ама присила имаше огромна. Еднаш ги одбив, втор пат ги одбив, трет пат, да не ви кажам, огромна присила и не можам да ви објаснам, кога имате фамилија и кога ќе живеете у подрум, Можете да ми објасните? од овдека,
пазете, од ова, кај што јас сум живеал, кај што честно и поштено све сум заработил, со мојот труд, ја имам направил 420 интерерни решенија во Скопје, значи од сите куќи на сите најеминентни луѓе јас сум работил, значи до бутикот мој, до 4 погона со кои што работев, до извоз, до све најчестно и најпоштено све заработив што имам. Нити сум дужал негде, нити сум имал спор судски, нити сум знал што е тоа адвокат во мојот живот. И кога ќе дојде една ситуација да поради ова се ви затворат и живеете у подрум, ја отидов со децата мој да живеам у подрум. Другар ми Џоле што е моментално излезе во Швајцарија, благодарение на ова све што се случи овде, ми даваше керката негова покојна од нема, сите знаат, млеко за керка, не немав млеко. Немаше млеко да бе керка, но жив у подрум. Од ова да излезете у подрум да живеете. Тоа е страв. Не раки мене, никого не И очај. Али фамилијата ми беше страв за фамилијата. Не знаете ни што поминавме ние. Тоа не може да ви го објаснам. У кратки црти само ќе ви кажам, син ми кој што беше мистер на Македонија со опроштено писмо отиде да си го одземе живот. Случајот е јавно познат, покојниот водител Зоки Фаци го најде кај Катланов. Така. Беше огромна потера по околината. Значи они така мислат, ќе правиме штети и тоа така ќе помине. И се уште мислат, ќе му земеме све, никому ништа. Се имаме ние докази, мислам имаме пресуда, чекај малце застане повеќе. Има пресуда, има и правда. Работите се менуваат во Република Македонија. Не знам колку сте запознаени. Дојдени сте во период кога има страотни потреси во судскиот совет, во советот на јавни обвинители, во обвинителството, во вишото јавно обвинителство им се суспендираат едни со други, се надмудруваат на штета на граѓаните. Така? Значи, дојдени сте во можеби најкритичниот период, затоа што минатата година се смени извршната, парламентарната и председателската власт. Јас сум оптимист дека тие промени ќе доведат кон добро, затоа што нели дното нема дно, меѓутоа Македонија одамна и тоа дно по дното го допре. На граѓаните им е стварно преку глава. Многу млади луѓе се исели од овде заради таа небезбедност, несигурност. Така да јас сум оптимист дека има шанса, ако се почне од управа за јавни приходи да се реагира во вашиот случај, ако се приклучи финансова полиција, финансиска полиција, да ги разгледа вашите докази и ако добро, супер или вештачење, како се вика, се направи, а ја мислам дека имате сила тоа да го направите, бидејќи веќе го немате товарот на обстанокот на семејството, мислам дека можете да се вратите во правен колосек, да спасите и ова куќа и пијано локалитетот. Сега кога сум затоа дојден, без разлика на сите штети што ги трпам, само за да пронајдам начин и модел како мојата правда да ја доведам, да ја добијам мојата правда, ништо повеќе не барам. Ако се доказите вистински, земете ги во обзир. Ако лажам, кажете лажам. Не знам како можете да кажете 45 потписа или колку се дека се мој, кога не се мој. Не знам како ќе да кажете. Не знам како да кажете дека роба со пример што не постои. Магла, што е нема книговодство. Значи, нека докаже некој дека не сум управо, а не да ги фрла предметите. Не може така, не сваќате. Дали ви се заканува некој последните година дена или последните месец дена? Имав закани да ви кажам претходно, сега немам закани, сега не се плашам више. Кој што сака нека се заканува, јас сум решил да идам до крај. Ова ќе го решам, како и ќе го решам, затоа што ова е мојот живот, а све што правев, не правам лице, него ќе видите од приказката, преку моите знаци, направено за Македонија. Така да, не сакам никој да растори оваа приказка. Тие си имат упишано во дел од куќата, физички неделива, не можат да влезат, ниту ќе влезат, нити таму можат да влезат, само прават проблем, уцени, закани и штета, која што не може да се надомести, ама никако. А све поголема и поголема станува штетата. Така да,
јас верувам исто, и затоа сум овде, дека ќе постои некој начин да некој направи некоја ревизија и фактички пронајде што вистински се случува и зашто вистински некој не сака да го реши проблемот. Бидејќи ние со Зоран Мирковиќ пробавме да го решиме проблемот, што на почеток најдовме некој модус. Ајде ќе го решиме проблемот, бидејќи јас проблемите ги решам другачие. Добро сте ме измамиле, сте ме направиле будала, јас сум крив што сум, јас ќе го платам тој цех. Не може да платиш. Вие нудевте во минатото, она што го гледав кај Лазаров во подкастот, сте нуделе решавање со финансии. Сме нуделе решение на некој начин, значи требаше да обезбедам некој кредит за Зоран Мирковиќ, јас да оставам куќата хипотека и на некој начин се реши проблемот, па понатака ќе видиме кој е право, да не дојде до овие сите несакани последици. Меѓутоа, неговиот партнер кој што го уништи на него, не прифати, а Зоран Мирковиќ се колнеше тоаш, ако нешто биде, јас ќе застанам позади тебе, не се секире вака така, меѓутоа, после тоа работите се сменија, не затоа што тој сакаше, него затоа што тој веќе не беше во состојба да каже тоа како што треба да го каже, бидејќи директно сам себе се загрозува. И така да дојдовме во една ситуација, тој на свој начин, а сепак заеднички да имаме исти заеднички непријатели. Значи Милија Јовановски ги сака оваа куќа и имот од пијано по секоја цена. Он сака све. Значи ова куќа, пазите сега што ќе ви кажам, е процената како шпајс. Не е никако шпајс, поспре процената како ништо. Зашто ќе ви кажам? Замислете тоа овој плац со документи, јас сум го купил 135.000 евра. А цела куќа ова ја процениле 120.000 евра. Замислете го тоа. Значи нула, куќата нема. Така. Ама затоа, тие викат со половина, ние од оваа проценка, ќе си ја земеме половина од куќата. Не сакате ли? Значи со магла. Тоа се тие недостатоци овој систем. Ја сега во Австралија сериозен адвокат, имам да ви кажам, врвен адвокат поради мој некој проекти и достигнувања тамошни, имам сериозен адвокат. Му кажам некој како може тоа? Што му не би дозволила државата да проценител биде тој што ќе биде да проценува? Не. Тој може да процени да одговара и да лежи у затвор, бидејќи проценка тој изгубил више леснес, проценител. Така. Све што е кај нив правено, све се со изгубени леснеси. Па Пазов ги заверил фактурите, изгубил леснес, кривично одговарал дали е лежал или не сум слушнал. Овој што преценувал куќава и ресторант и тој изгубил леснес. И све тоа е една иста приказка. Не може нормален човек да процени ова 120.000. Изгубиле дозволи, лајсенс, што има гледачи кои не знаат англиски, дозволите ги изгубили. Меѓутоа вика, тоа поминало у суд. Па зашто? Па никој не преговарал, никој не кажал ова куќа вреди колку што вреди. Јас сум уложил тука 1 милион евра без мене, 960.000 евра уложил, а тие проценуваат 120.000 колку што е плацат. 130.000 евра проценуваат. Куќата каде ја нема. И сега се опишуваат во делот куќата, овде, за да со каматата што останала од измислениот долг, сакат и таму да се упишат. Сакат и таму блокираат. Ја само до сега само со партнерот таму имаме изгубено 400-500.000 евра рента само, што не се нудеше. Имате носено и странски инвеститори. И то сериозни странски инвеститори. Па, јас кажав во емисија, ваму проектот е многу сериозен таму. Јас не го открив како тајна, бидејќи има сериозни писма со намери од сериозни институции, западнячки институции. И беше заинтересиран Джонсон Контрол, значи Харалд Джонсон Контрол да го финансираме тој проект, да го завршиме, како што треба да се заврши. Како целина. Да, тоа е прв дел од приказка, има 4 дела. Значи да се завршат со сериозен бизнис план. Меѓутоа го блокира и не можев да реализирам ништо од тоа. Така да тоа е. Има и други сериозни инвестиции, ги најав и пред тоа ги кажав. Значи Сабри Демир ми даде грант да направам универзална сала. Бидејќи мојот проект беше исто награден, доби награда, беше сокриен. Дојде рече, дајте го на човеков, и јас ќе финансирам да направи. Колку дајте му? Па 10 милиона беше почеток. Грант? Грант, да. Грант. Прво сака да биде, пошто ја го направив намерно решението архитектонско да биде јавно-приватно партнерство, да може да биде пола на државата, пола нивна, да биде гратис. Тие не се согласија и рече тој така беше љут на маса, вика нека дојде премиерот на форумот од Турција, грант од мене, 10 милиона за почеток, нека прави човек.
Али тоа е толку сериозен проект. Во тој проект има и хотел предвиден. Да, хотел, да. А гаража? Се. Се гараж. Според Затоа цедето што нема го дадат. луѓе доаѓаат, нема кај да паркираат. Се според цедето Само во Борис Трајковски Да, може да се одржи концерт пошто има голем паркинг. Според седето што го дадоа, он за условите за ОНС, сите работат се опфатени со гаражи, со се до пушални, до ресторанти ексклузивни и така натака. Стварно сериозен проект кој што е јака приказка. Да. Каде што хотелот е во форма на арена, односно на колосеум, а самата универзална задржува формата, што е многу Така. важно, во форма на колосеум. И арената и колосеумот се спајат во една целина, што бидејќи од секој пат има една анимација на луѓе како се борат македонци со лавој од времето на антиката до денеска и тука е предвидена со иднината на крај. Како се случува иднината, значи некогаш сега за секогаш што е фактички оно што сакав да се направи. Многу сериозен проект, многу интересен. Оваа куќа има и така под наводници да кажам политичка историја, бил заинтересиран да ја види и да ја посети покојни Киро Глигоров, председател на Република Македонија. Кажете нешто за тоа. Многу ми е жал, јас сите ги канев и ги молев да дојдат, не нешто друго, да се запознаат, бидејќи се е направено со знаци. Значи, ако ќе има сериозно објаснување, затоа направив емисија да објаснам да има една историја. 8 часа имате презентација, видео презентација. Да се покаже секој знак, од кај се појавил, како се појавил, зашто се појавил и таа целата работа на тие знаци. И имавме едно согласување со председателот, бидејќи тој тврдеше дека сме дојдени преку Карпатите со цевки преку Дунав, во историјата, јас му тврдев, не е тоа тачно. Не може целата наша античка Македонија, вистинска Македонија, со топоними на наши села и градови, случајно да се најде баш таму, каде што е таа територија од нашата давна историја, територијата на Александар Македонски и Филип Македонски. Значи, не може да биде тоа случајно. Му објаснав преку знаците што ми се појавува дека имам сознанија, вистински сознанија, бидејќи сум линкован горе за да ги добивам знаците, по кои што работам, дека ова не е, нека ние сме автохтони македонци тука и така натака, имавме на согласување. И седеме горе, меѓу другото седеме на Балканот кај што јас со стрели напаѓам на власта. Е многу интересен балкон. Таков балкон нити постои у светот, нити ништо, али јас бев како развигор пред времето, пред да се предвиди. Буревестник сте биле вие. Да, ајде видете, зашто ги напаѓам? Видете бе што е ова, па дојдете, кажете, па викнете некој од надвор, може да сум ја будала, а може да не сум. Па сега ако најголемиот универзитет ми дал сертификат Genius, значи не сум сигурен. Кој универзитет? Yale University. Yale University, Yale преку професор Константиновски. Добро. Преку професора, овдека нема да ме разберат, да молам, дајте ми линк, и тој ги зема двете мои книги, 2 месеци ме студира и на крај напишал рецензијата, еден сериозен текст, на крај кој што завршил со зборовите долги години, после смртта на Зоран Илиев Роџер, нема да биде разберано неговото дело и она што тој сакал да го покаже. Тоа е рецензијата, Genius пише тоа. Гениален ми дадува сертификат, титула, и како ти послужи негде у светот. И јас со таа титула се борам натаму да ви кажам, можеби некои мои идеи ќе се реализираат, мада се многу тешки, не е Како изгледаше средбата со Киро Глигоров овде во овој простор? Сакаше тој да знае све, јас му објаснував и него му дадов чест да првата страна од книгата за посетители биде негова. За жал таа книга, откако секој што ја знае приказката, пишува едно, дури и со некоја солза, дури и со некои текстови, луѓе има инспирација да напишат песни на лице место. Така. Додека јас кога заминав, луѓето не знаат што ќе напишат ова е убаво, ова е. Значи ако не знаете зашто е, што е ова што се случува овде, зашто ова сонце тука на патосот стои. Разбирате зашто е таму рајот зашто е горе бесконечноста, каде патуваме низ времето, што се случува овдека, зашто се појавуваат штитот на Александар Македонски овдека, зашто е Гордиевиот форт тука присутен, од каде тоа, од кај доаѓа сето тоа, зашто е дрвото на животот, што сака да каже. Не е тоа исто и да гледате нешто и да не знаете што е, свеѓате. Да. И јас се тргнав книгата и викам, без предпоставував дека некој ќе го види ова, па ќе има хустост и ќе го објаснуваат, па ќе биде во интерес на државата, па ќе остане за државата. Не треба мене, не го брат за мене. Така. Ама, за жал,
И затоа покушавам да го спасам. Бидејќи во мал дел во приказката, влезете ќе ја слушате приказката. Приказка од доле до горе, со целото дрво, со целата приказка и ресторантот место. Со една приказка која што нема е стварно совршенство кое што не го правам јас. Затоа им кажав и на тие што ми одзема наградата, не и го правам ова јас. Јас едноставно сум тој кој што добивам некој линк од негде и информација како да го направам тоа и што треба да направам, а не што сакам јас. Што треба и што сакаш е многу голема разлика во архитектурата. Кога нешто дамаш на срце од љубов, и тогаш ти правиш што треба. А тоа кога го правиш што треба, го правиш за сите. Не го правиш за себе. Ако го правиш што сакаш, тоа е твој личен избор, за себе правиш што сакаш. Ваква куќа која што има потпис со секој квадрат од мене, не е за мене и за тоа што јас сакам, него е за тоа што треба. Да се Вториот политички современ македонски аспект е вашиот контакт со владата на Никола Груевски во време на изведување на проектот Скопје 2014 година. Да. И тука имате една епизода, ако сакате да ја раскажете накратко. Јас имам таа кажано, еднашка ќе ви ја раскажам уште еднашка. Значи, За нашите гледачи раскажете. Секако. Значи, имаше едно барање од архитектите, бидејќи јас имам направено неколку иновации, неколку патенти, кои што еден патент е за НАТО. Значи, на НАТО, војската направи еден патент, кој што не можеше да го направи никој во бивша Југославија. Беа сегде, правиш тоа и дојдоа кај мене, сме слушнале за тебе, а викам, ајде да пробам. Направив тоа што сака, многу пари им земав со тој патент. И некој слушна вика, можеш ли да направиш, вика, ова што ни треба. Што е тоа што ви треба? Вика, ќе се прави, вика, 2014, вика, архитектура на стари објекти, каде што не смееме да ги оплемениме во бароктен стил, со поголема тажина од 600 кг на кубик, бидејќи нема статиката да ги издржи старите објекти. Треба материјал кој што единствено го произведува моментално во Германија една фирма Што, и кој што материјал го е многу скап и те ги одржаваат фасадите во Европа. Јас со моето знаење што го имам, јас имам знаење собрано од сите аспекти. Значи јас почнав со уметност, се пребацив во скулптури, од скулптури отидов во икони, отидов во екстериери, во фонтани, за да совладам све, за да на крај можам да ги направам приказките каде што ми требаше поставување на струја, значи за да може приказката да има ефект со светло, онак правење на втората фаза, значи со гипс картоните, и третата фаза со орнаментите и приказката да добава. Значи морате све буквално ово да го совладате, за да оној што ви дало да згора линк го исполните. Затоа може би ми беше даден тој мен линк да го направам се до тоа. Така да со тоа големо моје знаење што го имав, реков ај ќе пробам и земав лабораторија под рента и во рок од 2 недели го направив материјалот. Значи многу подобар од германскиот. Каде подобар. Нивот имаше 40 години гаранција, мојот имаше 100 години гаранција. Крадевте ли од тој патент од германците? Не, од германците градија МНР тука. Крадевте ли од тоа? Не, апсолутно скрос нешто. Него ваш материјал измислив. Измислен материјал од мене. Тој е двокомпонентен материјал кој што е со експандиран камен. Тоа е камен кој што е полесен од стиропор. Шуплив камен. А има ли суровина во Македонија? Има во Македонија едно брдо, меѓутоа и се произведува исто тој камен, се прави вештачки. Тој е експандиран камен, олеснет, значи камен, меѓутоа потоа имате двокомпонентни, јас имам, значи лепила со кој што го врзувам тој камен и го олеснувам со полнило кој што, значи сите материјали, материјал го набавив од Белгија, полнило, тоа е една врека, ќе ви кажам, голема 2 метара, вака тежи 3 кила. Полнило, полните ништо, ама полните. Маса имате, а фактички пердот. Меѓутоа, плюс експандираниот камен, тешко е да се направи тој материјал, 600 кг на кубик не постои. Значи, овој експандиран камен го користам овој олеснителен материјал, значи, земам двокомпонентни лепила, ставам адитив за негоривост, за фасадите, и уште некој мој тајни кој што не ги кажам, добивам материјал, невидено материјал, со кој што кога правам одливак, добивате камен, бидејќи основата и давате е камен. понуда. Давам понуда. Бидејќи основата е камен, вие добивате камен. Тој камен ако го пигментирате, има парем една фасада да направам, да можам да направам вештачки
оплеменет материјал, значи оникс или рубин да направам, или да направам нешто што не постои у светот. Викам, една шанса да ми да покажам што може. Па да доаѓаат од светот овде. Да, ама после што ќе биде со другите што не го направиле како што треба. Тоа беше проблемот. И тука беше фактички неспоразум. И така да го измислив материјалот, го патентирав, го дадов у понуда и се заканја на жена ми дека ќе не ликвидират ако учествуваме на тендер. У Скопје 2014. Да, не се заканја. И имаше една ситуација каде што... Зошто? Па, бидејќи... Разлика ли голема од цена беше? Не, Што беше имаше една проблем? фасада, ќе ви кажам овде што е направена од материјал кој што гори. Која фасада? Па, ќе ви кажам, мислам неколку пати си има запалено. Па ја гасат. Тоа е влада на Република Македонија и АЕК фасадата. Тие се направени од материјал од нафта. Значи тоа е материјал кој што е горев материјал. Се пали. И така да дојде во самата ма презентација неспоразум, те извадија парче од таа фасада, дека имаме ние добар материјал, тоа се запали и ја дојдов од тие проблеми после. Се закани се чудо. Вашиот материјал не гори. Не, никако. Ни гори, ни мрзне, ни ништо. Рударски институт вика што си направил. Ова е, значи, невозможно. Баш кај што добиваме камен, не добиваме... Добро. Тие прават рециклирано стакло, па го фарбат, па се љупи, па споевите се познаваат. Мислам, тоа е Добро, за ама мене фалш. На Македонија не и треба влада што не гори. И треба влада што гори. Вие гледате овде кај што е ова направено. Ова не земјоти, се не може да се... Не може, ова е направено солид све. Значи, јас го правам со материјали. Така да и таму фактички вршеа проценка на другиот објект, тој го проценија гаража. Да. И тоа е така идејата во системот. Го проценуваат гаража, проценителот губи лајснис, ама важно гаражата у суд, вика, не интересира. Па јас преку комора, 2 пати, благодарение на тоа што сум Австралија, па можам да се борам финансиски, што ме кошта многу скапо, го буткам тоа 2 пати, за да не може таа нивна гаража да се упишат у таа гаража, зашто тие сакаат да го безвреднат и да влезат у некоја приказка гаража со никакви некои си ситни таму нивни реални 1% нереални невистините финансиски конструкции да влезат, да ве блокират и да ви прават проблеми, да влезат со некој голем процент и така натаму. Во последниот дел на емисијата сакам малку и да се свртиме на естетиката и малку позабавно да поразговараме. Некако секако, јас покушавам. Бидејќи не се договаравме за оваа емисија, така да сакам и едно изненадување. Дека знам нешто што вие не ни сонувате дека знам. Естетиката, значи со кои интериери во Скопје, еве набројте 4 или 5, се гордеете, да кажете тој објект, тој кафич, ресторан, се гордеам со изведбата. Па ќе ви кажам, Кои ви се посебно драги? Посебно драги. Па ќе ви кажам, еве вака, мојот стил беше препознатлив. Првиот ресторан ми е многу драг, мада тој се затвори, не знам сега што постои од тој ресторан, тој се викаше Тиглио во Дебар Мало, беше најпосетен ресторан во тоа време. Благодарение на газите кои што сериозно работата, ама интериерот беше стварно топол кој ќе влезете, не сакате да излезете. Таму имам направено прво мое надреално дело, каде што имам направено неутрализација на еден агол, кој што не можеше да се најде каде е. Не може да го најдат каде аголот, а преку, значи, конвексна слика, значи извлечени стубови напред пред аголот, направена слика која што иде у дубина, аголот е неутрализиран, го нема нигде. И доаѓаше професор од Франција, излага надвор, има агол, влага внатре, нема каде, нема агол. Професор рекам каде, да. И тој га ти не си за овде, тоа беше прв мој предизвик, затоа што сакав секој пат нешто другачие, не да правам како сите што прават, мислам. Тоа беше, да кажем, многу ми е драга. Таа од Тиглио кафаната, пуснем ова Дуомо, имаше таму напред катедралата, Дуомо на зид, да кажем, многу интересна. Имаше некои плафони интересни, така нешто ми се свиѓаше тој дел, да кажеме, од интериерот. Ова Липа кафаната ми рече, газдата, слушај, немаме финанси, вамо таму искрече. Викам, остаме, јас ќе искречам. И ја направи за 17 дена, ексклузивна, најубава во стил, не понови за 17 дена, што не можеше ни да искречат.
И што вика Колку бе? време ми даш 17 дена за кречење, остај ме да искречам. Абе ова ли е кречење, така ли? Има ја направи, викам, еве ти од мене, значи тоа така е. Дел од емисијата, макар што не е забавен, у суштина е сериозен, нема да спомнуваме имиња, затоа што не сакам никого да обвинуваме или да оговараме. Постои еден моќник во Македонија кој не е познат како плаќач, познат е како нарачувач, воодушевен, импресиониран додека му работите и после неќе да плати. Вие сте можеби единствениот за кој деновиве слушнав дека со него сте соработувале и дека сте си ги наплатиле парите за вас и екипата која работела со вас. Може ли оваа приказна да ја раскажете за гледачите? Моќникот нема да го споменеме, нема ни ја да го кажам. Нека остане дека сум дознал од негов близок човек. И тој многу ме почитува после све што се случи, али многу интересна приказка, баш ќе ви раскажам. Моќникот сакаше да решава интериорни решенија и приказката почна, абе вика, овдека сакам да ми правиш нешто, ова, викам, слушај, ај вака ќе почнеме, го гледам простор, прво ќе направиме... Немојте да го имитирате у дијелект, ќе го препознат кој е. Ќе го имитирам, добро што ме поменеште. Така е. Да. И викам, ај ќе ти направам овде камин, викам, и ако ти се допаѓа, ќе одиме понатака. Ќе го платиш и продолжувам. Ако не, викам, од мене гратис, нека ти остане каминот со среќа. И јас бидејќи психолошки читам, луѓето ги читам, значи според нивниот изглед, според гардеробата, според професијата и така натака, според она, значи многу правам анализа пред да правам нешто. И правам еден камин баш онаков архаичен со лого негово стајано во грб еден, онака направен овој барокнен стил со логото негово горе, така архаично, пошто се наоѓаше у подолска просторија. И он доаѓа. Кој го направи? Кој го направи? Како го направи? Како го направи? И продолжи. А викам, слушај, да продолжиме понатака. Значи, ова приказка, пошто он сакаше приказка кој што живееле кралевите. Да. Викам му приказката, ќе правиме визба, викам, за вино, како живееле кралевите и продолжуваме понатака, викам, прво ќе платиш ова. Продолжи ќе ти платам. Не, викам, добро ќе ја платиш. Предходно ќе ви кажам, кога кажав за кога ќе работам, од полиција ме опомена. Нема да работиш за него, имаме проблеми со него. Така. Добро, викам, јас имам моја метода, како јас ќе работам. И правам тоа, неќе да плати, неќе, ја не продолжувам. Барам канцелар. Ало, уште не си продолжил? Не сум продолжил, викам, плати го, имам работници, викам, материјали, тука доаѓаме, бензини трошиме, викам, како може, викам, да продолжувам? Работев релативно ефтино, затоа од кејф работев. И, добро, да, плати, пушти го шоферот. Пуштив шоферот на гора, му плати, продолжи. Му кажам сега, вака ќе правиме такви работи. Му направив изба за вина за такви работи. Кралевски, како ќе пие винат како кралеви. Да, кралот. И доаѓам, како го направи овој? Го направи. Баш он што не се надева, а тоа го сака, го добива. Така е. А вика, ти стварно си многу чуден. Тука вика, па чека, овој тука се појавува ретко у денот. Работници работат. Ја ќе пробам со нив да работам. Да. И му нуди на едниот од работника, вика, што вика овој роđак тука, вика се зафркавате со него, вика, работете, вика, вас ќе ви платам. Што морам на него, вика. Удрите му клоцу. И он вика, бе, ние не знаеме без него. Како не знаете, вика? Па вие работите, да, вика, он доаѓа, 3 линии ќе насете на зидот, овде ќе ископате, овде ќе поставите ова, и ние сега работиме, пак ќе доаѓа у денот два пати, контролира, и ние работиме по него, како што не учам. Ја ги учев како да прават вештачки камења, како да прават ефекти на патинажи и така натаму. Ама главното чурајве не им го даваш. Ама не може. Јас покушавам да ги учам, не може. Само од толку луѓе еден остана вака маци што нешто прави, класика, не може да влезе во душата, она баш да го даде уникатот. Така. И од тука продолжува втора фаза, трета фаза, кујна да му правам исто, да се, мотив се топи како чоколада целата, нема јасно. И тука паѓа
На крај, да ти кажам, повторно пари нема му дам. Купола му правам една со Ренесанса, сиски сме горе, цртам правам. И тоа ми остане ненаплатена куполата. И на крај, значи имаш уште многу дела, посебното дело беше од подрумот излагаш едно светло, што да правим со ова. Тука направи една стварно уникатна изведба. Тоа светло направи витраж да му даде светло ностоп внатре, а скриени светла јавив, значи како еден вештачки лустар направив од материјали, нешто стварно изуzetно. Кога го виде тоа, како го направи овој, што и само одушевување од одушевување. За да на крај во еден негов објект, каде што недовршен објект, треба да се доработи некој елемент, и ми вика, можеш ли ова да го направиш? Викам, може. Прави. И јас му го правам, тој е изуzetно скап елемент, во овој стил, значи резба комплетна, огромна. И доаѓа кај мене у производство, лале, вика, како си го направил? Ово, брзо монтира, го има отварање, а нема, вика, ово треба да се плати. Не, нема плаќање, вика. Носи го звена. Не, ова ќе го платиш, викам. Да не кажам, ова нема се 5 пати поевтино, тоа што не си сакал да го платиш тамо на друго место кај што ти било правено. И таму борба, нема отварање мое, му дават на шоферот и куповата ќе платиш, викам, со Ренесансите и се, ќе видиш со кој имаш ти работа. Кам не ми се заканува, јас не ти правам, не ова не нешто. Ти дам поштено, викам, плати поштено, ќе видиш со кој имаш. Не ти го дам, викам. Добро. Плати све, монтиране таму. Пола сат не помена, ало се јавот на телефон. Роџер, да ги вратиш парите, вика. Врќај паре. Зашто да вратам пари? И сега тука беше, јас не се плашев. Да. И кој се ја викам, дојдете да ви ги вратам парите. Да. Кои гасте? И тие се зачудија малку. Влагаото проблем, знаа дека влагаото проблем. Така да. И беше голема борба, значи, кај него канцеларија бевме и така натака, да на крај човекот што сакаше да му помогне, вика, слушај, или врати му робата, ќе ти ги врати парите, или робата и ги парите. Не, вика, и робата и парите се мои. Така да. Заврши случајот у полиција, јас информирав полицијата, за да на крај полиција му речат, беше многу тежок случај, ме моля, потпиши тука, сакаме да го решиме. Човекот потпиши, не. Ја реков, не секам, татко беше узнемирен многу, немој синко, не ме викам јас. Кралот. Не му потпишам, викам, нема шанси, нека не се секира. И тие му река, слушај, пријавата со ова што се сниме, што ја го снимав, ќе седи у филм. Ако не се јави доче, да ни каже да го узнемираваш, ќе лежиш, не те спашава никој. А снимката иде кај буревесник. И после тоа ме грли, ме прави пријатели, така на така. Еден мокник чуден, ама ајде така заврши приказката. Ја имам напишано во книгата како мокник, не го имам на поимето. Господине Илиев Роџер, пред да ви се заблагодарам за ова прекрасно гостување, пошто и мене ме внесовте во овој свет, иако сум агностик, не сум верник, ама ќе почнам и јас да препознавам знаци покрај вас. Ако сакате да одговорите на едно последно прашање. Овде во овој интериер е снимена една емисија и е бункерирана, не е емитувана. Дали можете да кажете со кого снимавте и кој ја бункерираше? Ќе ви кажам со која снимав, а не е бункерирана. Таа беше многу силна емисија, да спек што адвокат стоеше до мене и како што јас разговарав. Емитувана е? Не е емитувана, така се вадеа доказите. Значи, пред за секој збор ја што кажам, има доказ. Така ги вадеше адвокатот доказите, јас им кажав, нема да емитувате. Не, ќе емитуваме. Емисијата е, значи, позната, меѓутоа, најверојатно нема храброст да ја покажа, така да секоја чест на вас, како и на Лазаров, сите како вас, кои што стварно сакате да помогнете и некоја вистина. Не сакате да кажете кој снимаше? Сакам да кажам. Кажете. Емисијата е снимена, тоа е поручената емисија Код, каде што снимателот беше, значи, не беше Лупевска, него беше Јован, како се викаше сега, маш се го заборев.
Значи редакција Код. Код, редакцијата Код. Ја снимевме емисијата. Може би таа емисија да се емитуваше ќе помогнеше во целата. Во кој период е снимена емисијата? Емисијата е снимена, значи негде па најверојатно 2 до 3 години назад од сега. И стои не емитува. Не е емитувана, да. Ви благодарам за гостувањето во емисијата со Лесно Буревесник. Од ова место ја повикувам колешката Лупевска да ја извади од подрум емисијата, ако не е во бункер, и да ја емитува. Би требало. Ако веќе е направено, зашто се не емитува? Почитувани гледачи, ова беше емисијата со Лесно Буревесник. Мој гостин на оваа прекрасна локација беше Зоран Илиев Роџер, патник низ времето, архитект од посебна врста, од посебен вид, човек кој од знаци, од дрво на животот направи куќа. Фала. Ми беше чест и мене.